Кандидатката за пратеник во 6-та изборна единица од коалицијата Можеме Фаница Николовска ја посети фабриката за рециклажа на гуми во индустриската зона во Желино. Таа рече дека се работи за домашна инвестиција од 8,5 милиони евра. Ова е единствена фабрика од ваков тип во поширокиот регион. Целта е да се заштити животната средина од автомобилските гуми како отпад, а добиениот материјал од преработката наоѓа примена за изработка на патишта, спортски терени и велосипедски патеки, рече Николовска. Таа додаде дека во фабриката се отвараат 300 нови работни места. Во посета сме на фабриката за рециклажа на гуми во индустриската зона во Желино. Фабриката е домашна инвестиција во висина од 8,5 милиони евра. Таа е единствена од ваков тип во поширокиот регион, која ќе заштити животната средина од автомобилски гуми како отпад. Користи најсовремена опрема за механичка преработка и нема негативен еколошки ефект. Добиениот материјал од преработката наоѓа примена за изградба на патишта, спортски терени и велосипедски патеки. Оваа фабрика ни овозможува 300 нови работни места. Компанијата од државата добива поддршка за враќање на средствата од инвестицијата во висина од 50% и поддршка за секое новоотворено работно место. Особено сме горди што еден ваков објект се гради во рурална средина, со што придонесува за унапредување и креира одржлив економски развој. Учествува во намалување на невработеноста, обезбедувајќи работни места за младите, со што директно придонесува за спречување на одлив на работна сила во странските земји. Во новиот мандат уште повеќе ги поддржуваме домашните фирми, а со членството во НАТО носиме рекорден број странски инвестиции, нови инвестиции, нови работни места и повисоки плати за сите. До крајот на мандатот ќе вратиме нашата економија на солиден и одржлив раст од 4%. Креираме нови работни места преку брза трансформација на македонската економија. Николовска истакна дека владата ќе одвои 600 милиони евра поддршка за домашни и странски инвестиции, од кои 300 милиони евра се домашни средства, како и дополнителни 300 милиони евра од европски фондови.